Работата по полињата почна во полнек. Градежната сезона не запира, но и жешкото со високи температури никако да стивне. Од Управата за хидрометеоролошки работи повторно излегоа со најава дека во престојниот период температурите ќе растат во континуитет и ќе достигнат и до максимални 40. Токму поради тоа од Сдруженијето за заштита при работа излегоа со препораки за работодавачите со цел справување со жешкото. Да се користи секако напитоци додека се работи, да се прави промена на работниците, што во некој случај мора да работат во такви високи температури, да прават пауза на секои 2 сати по пола сат, да се освежуваат, а за тоа време да се стават други работници. Значи, истиот работник не може постојано во сите 8 часови работно време да биде изложен на високи температури. Многу битна е работната облека која ја користи за време на работата, и заштитната и работната. Материјалот од кој е направена да не ствара потење, да може да диши кожата, да биде со светла боја, да ги одбива светлосните зраци, да носат заштита на глава, дали ќе биде шлем на градежни објекти или капа, сепак во светли бои, плава, бела. Препораките се тие и постојано се повторуваат од страна на познавачите на приликите како и од здравствените работници, но работодавачите не ги исполнуваат во целост со тоа што штедат на кадар. Постепено малце културата на работодавачите оди во нагорно ниво, почнуваат веќе да се грижат за работниците, затоа што и тие му го носат главниот профит во компанијата и земаат во обзир да не дојде до нивно разболување или да го немаат во наредниот ден како работник. Меѓутоа, за штедење на работници се штеди, значи нема број на работници доволно за да може да се прави нивна замена, кој ако во дадениот момент едниот треба да одмора па да работи друг за да се постигне потребниот ефект во работата. Според податоците со кои располага Сдруженијето, велат во Битолскиот регион досега немале поплаки ниту пак информации за повредени работници како последици од жешкото време или условите во кои работат.